Продолжува растот на бројот на патници на македонските аеродроми. Последните податоци на ТАВ покажуваат дека во првиот квартал годинава низ двата македонски аеродроми Александар Велики во Скопје и Свети Апостол Павле во Охрид поминале 369.177 патници, што представува зголемување за 7% споредено со истиот период лани. Само во март регистрирани се вкупно 130.997 патници, што е зголемување за 5% на месечно ниво. Според министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, во изминатите години постојано се зголемува бројот на патници на дестинации на аеродромите, како резултат пред се на владините политики за субвенционирање на летови. Сега македонските граѓани може да летаат до 39 дестинации во Европа и светот. Ако во изминатите години често говорам, пред 2005 година сме имали околу 17 дестинации, сега достигнуваме до едно рекордно ниво, односно околу 37 дестинации, што ќе можат сите граѓани да патуваат на секаде низ Европа и на другите делови од светот. Јас сум задоволен што постојано се зголемува бројот на патници, постојано имаме нови дестинации. Ефтините летови, новите дестинации, достапноста на европските метрополи и подобрената инфраструктура значително го зголемија интересот за летање, со што Скопскиот аеродром постепено се претвара во регионален центар. Минатата година услугите на македонските аеродроми ги користеле 1,8 милиони патници, што е зголемување за 15% на годишно ниво, а зголемување за 8,9% имаше и кај бројот на летови. Очекувањата за оваа година се дека бројката на патници ќе надмине над 2 милиони. Граѓаните веќе од почетокот на овој месец може да летаат од Скопје до Будимпешта со Визар, а летово се очекува да биде воспоставена и авиолинија од Скопје до Катар со Катар Airways. Веќе до октомври на македонскиот пазар влегува авиокомпанијата Eurowings, дел од моќната групација Lufthansa, која ќе лета од Скопје до Минхен. Во летната сезона ќе почна да се реализираат и летовите од Охрид кон Варшава и Котовице, што ќе значи изголемување на бројот на посетители во нашиот најголем туристички центар. Предходно на македонскиот пазар влези најголемиот туроператор Томас Кук. Македонските власти разговараат и за воведување на директни летови кон САД и кон Канада.